Добре дојдовте во урбаните вести. Град Скопје се стреми да стане европска престолнина на културата. Ова е веста за денеска. Останете со нас, следува кусиот преглед од насловите за денеска. Град Скопје ќе се номинира за титулата Европска престолнина на културата во 2028 година. В недела во Раштак, планинска тура Раштак Трейл. Општина Ѓорче Петров ќе субвенционира фасади и покриви на згради. Пипер ги заева Рима, но нема кој да ги купува. Град Скопје се стреми во 2028 година да стане Европска престолнина на културата и да се вброи во редовите на градови како Ливерпул, Даблин, Амстердам, Мадрид, Истанбул и Копенхаген. Градот Скопје за таа цел денеска и официјално ја објави одлуката за номинирање на градот како можен кандидат за титулата Европска престолнина на културата. Град Скопје пред неколку години почна иницијатива, а денеска и официјално објави одлука за номинирање на Скопје како можен кандидат за титулата на Европската комисија Европска престолнина на културата. Градоначалникот Петре Шелегов рече дека сите активности на градот, како што е реновирањето на универзалната сала, ќе бидат насочени кон целта Скопје во 2028 година да биде Европска престолнина на културата. Посочи дека процесот на површина ќе извади досега маргинализирани сегменти на културата, многу места кои се култни на свој начин и си ја означувале различноста и индивидуалноста на луѓето да се вратат во фокусот на културниот живот на градот и ќе треба да бидат надминати постојните стереотипи и поделби. 2028 брзо ќе дојде и ќе помине. Но она што овој град ќе го добие како наследство од сето тоа, ќе трае децении понатаму. Скопје и неговите граѓани, Скопје и културните работници во Скопје ќе сторат се оваа наша апликација да стане реалност. Јас искрено верувам дека во 2028 Скопје ќе биде Европска престолнина на културата и ќе се брои во редот на Ливерпул, Даблин, Амстердам, Мадрид, Истанбул, Копенхаген. Речи си да нема главен град во Европа кој што не бил кандидат за овој престижен статус. Програмата е сложена и бара 3 до 4 години за подготовка на апликацијата. Процесот на селекција трае 2 години, а одлуката за титулата се носи 4 години пред почетокот на манифестацијата. Стратешкиот координатор на процесот, Роберт Алагјозовски, посочи дека Скопје мора да доживее трансформација, да добие уште повеќе културни институции, да ја зајакне независната културна сцена и граѓанските организации и да постигне поголема вклученост на сите граѓани. Градот Скопје ќе се вклучи во најголемата, најкомплексната и најреномираната европска програма од областа на културата. Дека Скопје ќе се надпреварува да ја освои титулата Европска престолнина на културата. Титула која носи престиж не само во европски, туку и во глобални рамки. Титула која го става градот на мапата на првата лига од културни градови. Титула која носи туристи, посетители, културни професионалци, која носи нови финансиски средства, отвара можности за регенерација на културните простори, создава нови културни центри, галерии и нови јавни простори. Културата се повеќе зазема важно место во развојот на градовите, но и представува двигател на урбаниот, социјалниот и економски развој. Искуството од досегашните европски престолнини на културата вели дека за секое вложено евро во градот ќе се враќаат неколкократно повеќе. Токму затоа, оваа титула ќе значи изголемен број на странски туристи и изголемена економска активност во градот. За прв пат годинава на падините на Скопска Црна Гора се организира спортски настан Раштак Трейл, на кој учество може да земат професионалци, полупрофесионалци и аматери, а најавени се и членови на дипломатскиот кор. Општина Газибаба за сите заинтересирани организира и бесплатен превоз кој ќе тргнува во 7:30 од пред хотелот Holiday Inn. Викендов на падините на Скопска Црна Гора за прв пат ќе се одржи планинска трка Раштак Трейл.
Трката е во организација на општина Газибаба и Маратон клуб Делта, а на неа учество може да земат полупрофесионалци, аматери и рекреативци. А предвидено е и присуство на VIP учесници од дипломатскиот кор. Стартот на трката ќе биде внедела во населеното место Раштак на последната автобуска станица на автобусот број 65 во рамки на основното училиште Наум Охридски. Општината за сите заинтересирани обезбеди и организиран превоз. Бидат поделени во три категории. И тоа професионални учесници на планинска патека од 13,5 км должина, полупрофесионалци, аматери и рекреативци на планинска патека од 6,7 км должина и VIP учесници од дипломатскиот кор на планинска патека од 2 км должина. За сите учесници што сакаат да земат активно учество на планинската трка Раштак Трейл, ќе биде обезбеден и автобуски превоз во недела во 7:30 часот, почетна станица пред Holiday Inn хотелот, со попатни точки кај плоштадот Авионче во аеродром, на автобуската кај Алкалоид во автокоманда, кај Макоил и бензинската пумпа во Ченто и на последната 45-ка во Ченто. Целта на овој спортски настан, како што рече Трајче Панковски од Маратон клуб Делта, е да се доживеат убавините на Скопска Црна Гора, како и да се наметне спортската култура кај граѓаните, без разлика на возраста. Изминатиот период, подготвувајќи ја оваа трка почетна, видовме дека Скопска Црна Гора изобилува со капацитети, значи со патеки, со природни убавини, шуми, вода, кај што може да се организираат навистина убави и големи трки во иднина. Така да ми е драго и ги поканувам сите заинтересирани кои што сакаат да го пробаат овој нов и здрав спорт, да дојдат, да се пријават и да учествуваат на оваа трка. Така ги дизајниравме трките за првата година да бидат релативно поедноставни, односно полесни. Почетокот е на 600 и нешто метри, 610 отприлика метри надморска височина во Раштак и се оди до 850 метри надморска височина. Значи не е многу тешка трката, така да и почетници можат делумно со трчање, делумно со одење да ја завршат, како за прв пат, па тие што се поискусните ќе прават 2 круга, значи тие ќе направат 13,5 км со вкупно 600 метри висинско искачување и тие исто така, значи ќе се запознаат при тоа со убавините на тој дел од Скопска Црна Гора. Планот ни е во иднина овие трки да ги зголемуваме по должина и да се запознаваат луѓето и со останатите делови од Скопска Црна Гора во околината на другите села. За најдобрите учесници на трката ќе бидат обезбедени и символични парични награди, а најавена е и културно-уметничка програма на самиот старт. Општина Ѓорче Петров ќе субвенционира нови енергетско ефикасни фасади и нови покриви на згради постари од 25 години. Јавниот повик ќе трае до 30 септември, а на повикот може да учествуваат заедници на сопственици или овластени управители, чии згради се постари од 25 години. Општина Ѓорче Петров распиша јавен повик за субвенционирање и поддршка на стамбени згради за колективното домување со проектот Енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров. Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од буџетот на општината за 2018 година. Предмет на јавниот повик е субвенционирање и поддршка на заедници на сопственици или овластени управители на стамбени згради за колективно домување во општина Ѓорче Петров, за инвестиции со мерки за енергетска ефикасност во заедничките делови на зградите за колективно домување, во делот на енергетски ефикасна фасада и енергетски ефикасен кров. Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Ѓорче Петров во висина од 30%, но не повеќе од 1 милион денари од вкупниот износ на вредноста на инвестицијата за секоја одобрена апликација. Право на учество на јавниот повик имаат сите заедници на сопственици или управители на стамбени згради за колективно домување во општина Ѓорче Петров, кои се евидентирани во регистарот на стамбени згради во општината и немаат долгови. Услови и критериуми за учество на јавниот повик кои треба да бидат целосно исполнети од страна на потенцијалните корисници за субвенционирање се стамбените згради за колективно домување да бидат постари од 25 години.
да имаат минимум 51% од сопствениците на стамбените единици потпишана изјава за учество во проектот енергетски ефикасни домови со мерки за енергетска ефикасност, за делови со заедничка сопственост на фасада и кров од стамбените згради. Да имаат минимум 70% од сопствениците на стамбените единици потпишано за сопствено учество во проектот, одлука за реновирање на зграда и имотен лист. Апликацијата за проектот енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров може да се подигне во архивата на општината или на официјалната веб страна opštinagpetrov.gov.mk. Јавниот повик трае до 30 септември оваа година. Пријавите треба да се достават до општина Ѓорче Петров најдосна до 30 септември до 15 часот на последниот ден од завршувањето на јавниот повик. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски најави дека ставката гасификација е клучен проблем за реализација на 95% од капиталните инвестиции и рече дека овој проект мора да продолжи и не треба да настане промена на трасата. Реализацијата на капиталните инвестиции на Министерството за транспорт и врски кај основниот буџет заклучно со август изнесува 63,25%. Дел од процентот на реализација на капиталните инвестиции опаѓа на сметката заеми, кај која, како што информираше Сугаревски, клучен проблем е ставката гасификација поради запредните активности за изградба на гасоводот преку водно. За таа ставка се алоцирани 1 милијарда и 984 милиони денари, а се реализирани 8,6%. Како што велат од Министерството за транспорт, согласно сите студии, анализи, како и оценки на експертите, трасата преку водно е најоптимална, а овој стратешки проект мора да продолжи. Потребно е откочување на работите, се привршува експроприацијата, а градежната оператива има капацитет да ги реализира планираните работи. Во изминатиот период имавме дебати, најавени се и нови од страна на Министерството за животна средина, на кој многу јасно ги соопштуваме сите аргументи зошто гасификацијата, односно гасоводот на водно, треба да продолжи. Што значат финансиските средства? Најважно од се што значи заштитата на животната средина и за сите други аргументи кои ги имаме. Зошто не треба да настане промената на трасата што е зацртана на водно, рече Сугаревски на пресконференција. Градоначалникот Чилегов, кога повика на дебата, рече дека градежните работи на водно се стопирани се до завршување на процесот на диалог. Со доаѓањето на септември започнува и сезоната на зимници. Секако на прво место кај нас е ајварот како најомилен специјалитет. Тој е еден од најпознатите брендови со кој може да се пофали Македонија. Но продавачите на ајвар велат дека пиперки има, но нема кој да ги купува. Цената на пиперките за ајвар оваа година се движи од 20 до 25 денари за килограм. Септември е месец кога семејствата подготвуваат ајвар, малиџано, туршија и по некоја тегла сладко или компот. Секако на прво место е ајварот, нашиот најомилен специјалитет. На зелените пазари почнаа да се продаваат и првите пиперки за ајвар. Дел од граѓаните велат дека уживаат во подготовката на зимница и како и секоја, така и оваа година подготовката на ајварот е во прв план. А дел пак велат дека поради недостаток на време или пари, поретко прават зимници. За некои семејства проблем представува и живеењето во стан, затоа што поставување ќумбиња на отворено и палење оган на јавна површина е казниво дело согласно законот за јавна чистота. Инаку моменталната цена на црвената пиперка на пазарите е од 20 до 25 денари за килограм. За производителите оваа цена е ниска, а за купувачите кои ги има во многу мал број е висока. Производителите се жалат на се помалиот број купувачи, велат дека производите што нема да ги продадат се расипуваат и ги фрлаат, и тоа во големи количини. Кажете ни по која цена се продава пиперот за ајвар оваа година? Па пиперот нема цена, пиперот се дава 18, 15 и до 20 денари. Повеќе нема. А дали има купувачи? Купуваат ли луѓето? Па нема купувачи, немат луѓето пари доволно и земат само по 2 кила. Мислите дека ќе се покачи цената во наредниот период? Па мислиме, очекуваме и сепак не веруваме на никој. Пиперу за ова година е катастрофа, од 15 до 20 динара оде. Кажете ни дали има раздвиженост, има ли купувачи овде? Купувачи
5 луѓе ќе дојдат, може 1000 ќе спијат, нема пари народу. Дали е тоа заради тоа што им е скапо да купат пипер за ајвар или може би и воопшто не прават луѓето? Види сега што е работа. На луѓето може да им е скапо, ама економијата само се кажува. Секој сака да направи, секој домаќинство сака да се направи вер. Ама џебов плиток. Од 100 килограми пиперки се добиваат во просек 40 тегли ајвар, а за нив се трошат најмалку 4 килограми зејтин. Ако се направат пресметки, само за ајвар едно семејство треба да потроши над 3000 денари. Доколку се земат во предвид и трошоците за лутеница, туршија, малиџано, сладко, едно семејство треба да одвои помалку од една просечна плата за подготовка на разни зимници. Како и да е, ајварот си е ајвар. Тој е еден од најпрепознатливите брендови со кој може да се пофали нашата земја. Не е обичен производ, туку дел од нашата традиција и култура. А странските туристи кои доаѓаат во Македонија се воодушевени од овој специјалитет. Сите физички лица кои во 2018 година имаат остварено приход, вклучувајќи ги оние што примиле само плата и пензија, треба електронски да се регистрираат во Управата за јавни приходи на системот е-персонален данок. Од Управата за јавни приходи ги повикуваат граѓаните електронски да се регистрираат во Управата за јавни приходи на системот е-персонален данок и тоа да го направат поскоро, да не се чека крајниот рок 31 декември 2018 година. Обврска за регистрација во системот имаат сите физички лица кои оствариле приходи по било кој основ: плата, регрес за годишен одмор, приходи од закуп, добивка од игри на среќа, од странство, пензија и други приходи кои подлежат на оданачување со персоналниот данок на доход, заради прием на пополнета годишна даночна пријава, што од 1 јануари 2019 година ќе ја доставува УЈП. Физичките лица ќе треба електронски да се пријават на системот epdd.ujp.gov.mk. Откако електронски ќе се пријават на системот, потоа си ги потврдуваат податоците во УЈП. Пополнетата годишна даночна пријава преку електронскиот систем УЈП треба да ја достави до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 година, а граѓаните ќе треба да ги потврдат или коригираат податоците од пополнетата даночна пријава најдоцна до 31 мај 2019 година. Во електронскиот систем досега се регистрирани 13.000 граѓани. Прв мюзикл за деца во Македонија се организира од страна на Театарот за деца и младинци. За таа цел, овој месец на 21, 22 и 23 ќе се организира аудиција во Детскиот културен центар Карпош. Театарот за деца и младинци почнува подготовки за првиот македонски мюзикл за деца «Земја во која не се стигнува», според текст на Оливира Николова, музика за деца компонирана од Александар Џамбазов и во режија на Виолета Џулева. Музички продуцент е Александар Митевски, кореограф е Кренаре Невзати, драматург на мюзиклот е Маја Стефановиќ, а Дамир Имери е музички аранжер. Во мюзиклот ќе учествуваат деца на возраст помеѓу 9 и 13 години, кои умеат да пеат и имаат актерски талент. За таа цел ќе се организира аудиција на 21, 22 и 23 септември во просториите на Детскиот културен центар Карпош. Сабота на 15 септември е последниот ден за пријавување првачења за еднократна парична помош во општина Аеродром. Токму поради тоа, од општина Аеродром информира дека одделението за образование ќе работи в сабота од 8 до 16 часот. Рокот за пријавување првачења за еднократна парична помош од 3500 денари, што им ги доделува општина Аеродром на прво одделенчињата запишани во основните училишта на нејзина територија, истекува в сабота на 15 септември. Со цел родителите да може да го искористат своето право на овој паричен надоместок, одделението за образование при општина Аеродром ќе работи в сабота од 8 до 16 часот во канцеларија број 19, информираат од општина Аеродром. Во прилог на барањето треба да се донесат на увид лична карта на еден родител, потврда за упис на првачето, извод на родени и трансакциска сметка. На територија на град Скопје викендов и следната недела ќе се врши ново прскање против комарци. Авионската дезинсекција ќе се врши в петок и сабота,
а теристичната од недела до четврток. Авионска дезинсекција против ларви и возрастни комарци во Скопје ќе се врши в петок и сабота, а теристична дезинсекција од недела до четврток, соопшти денеска регионалниот центар за управување со кризи, повикувајќи се на известување од градот Скопје. Ако временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, истата ќе се врши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни во истиот термин. Оттаму апелираат до пчеларите да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Во следните денови температурите во Македонија ќе бидат во благ пораст, а в петок и за време на викендот повремено облачноста ќе се зголемува. Во Скопје времето утре ќе биде претежно сончево, со температура до 29 степени. В петок, сабота и недела температурата ќе достигне 30 степени. И уште една информација за крај на вестите. Од денеска до сабота на паркингот во Веро центар ќе се одржува новото издание на фестивалот Винофест. Програмата секоја вечер ќе започнува во 19 часот. Тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. А вие следете ни понатаму на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!